беше Ѓорче Петров ќе беше. Да. Еве сега, почитувани представници на медиуми, работа посета денеска на нашите изведување на инфраструктурни објекти, реконструкција на патна инфраструктура. Ова е едно од најголемите населби. Улица Ѓорче Петров конектира поголем дел од приградските единици и тука имаме доста големо оштетување. Денеска неде 1600 квадратни метри има реконструкција на овој дел кој беше најоштетен. И оној дел на раскрсницата продолжуваме во наредните денови октомврска револуција од позиција на раскрсница за Ловачки дом до Митев мост, бидејќи тој дел има слегнување, оштетување и голема опасност по безбедноста на сообраќајот. Тој дел ќе биде негде околу 2000 квадратни метри, комплетно е снимен, ќе биде изваден целиот слој, ќе биде саниран долниот слој, бидејќи тука имаме подземна инфраструктура, атмосферска и канализациона мрежа, две паралелни мрежи кои прават налегнување. Тоа ќе биде наредниот проект кој го почнуваме сега од понеделник и овдека почнуваме две улици. Тоа е Руџер Бошковиќ и Будимир Димковски, кои се исто така во програмата. Минатата година дел од тој дел, стариот дел на Pero Чичо беше саниран, остана овие две улици кои има голема потреба, барање петиција од граѓаните. Тоа ќе бидат отпочнати од понеделник. Се надевам дека у наредна недела ќе бидат завршени и ова акција, односно овој проект, негде околу 45.000 реконструкција и едно 5.000 крпење на ударни дупки ќе биде завршен, се надевам, до крај на јули, почеток на август. Во моментот е распишување на 3 големи проекти. Тоа е Тоде Мендол, тоа е Тоде Думба и улица Стотка, кои исто ќе бидат во габарит од негде 22-23.000 квадратни метри комплетна реконструкција. Со изградба на мостот ќе ги решиме ударните проблеми на овие приградски населби. Така, ова финансирање е дел од проектот за... Ово е финансирање дел од проектот буџет на општина Куманово, администрација на општина Куманово, совет на општина Куманово кој го донесува, значи средства се 100% од општина Куманово и правиме санација исто така на оние оштетувања од интервенција. Користам оваа прилика што спомнавте, денеска имаме работна средба со изведувачот на ИПА проектот канализационни системи. Значи се договориме, Сечко Пужајка од денеска се работи. Се надевам дека од понеделник ќе почне Pero Чичо, ќе почне Сечко Пужајка, ова улица коцката ќе биде извадена, значи тоа ќе биде исто од буџет на општина Куманово. Нивна санација ќе биде само во висина и ширина на ископот, односно на ровот, така да со заеднички средства они ќе се тој дел, ние ќе го направиме останатиот дел, коцката ќе биде трета и мислам дека заедно 15 дена комплетно ќе биде Сечко Пужајка, гимназијата, Премо Карапала, Pero Чичо, Pero Шварц, значи комплетно. Еве давам една надеж за граѓаните, бидејќи имам голема реакција, меѓутоа долго траеше приклучувањето на канализационата мрежа поради денивелации и мислам дека сме на финишот. Денеска направиме сериозна акција, односно состанокот беше многу продуктивен, беше газда на фирма држи кол, се сложиме у некои работи каде има диспропорции, работата ќе тече малку побрзо. Спомнавте реконструкција на улицата 100, тротоарот кој води кон населба Карпош од спомен Костурница е сел обраснат со грмушки. Дали тоа е во надлежност на општината и ако е, зошто не е реагирано да се исчисти навреме, бидејќи оние кои ќе сакаат да спортуваат или одат пеш не може да се движи? Така, ние правиме акција, гледавте дека утре продолжува акцијата, чистење на зелени површини каде имаме нараснување на шипје, диви израстени, израстоци од растенија, дрва, багреми и така натаму. Овој дел ќе го завршиме оваа недела, значи сега се екипираме и машинскиот дел на чистење нешто до корито и втората фаза, одма после падени се префрлуваме на овие површини. Овде е најзагрозениот дел, бидејќи има најголемо прво обраснување, а второ има и загадување на самото корито, бидејќи за тоа треба синхронизирана акција заедно со ЈП Чистота, со оперативата, под контрола на секторот за комунални дејности и општина Куманово. Таа акција водиме ние заедно со невладината организација Кумановски акцијаши кои ни даваат доста голема поддршка и во човечки ресурси, нешто и во опрема, така да ние набавиме доста опрема, ќе има поголема акција до негде крај на август месец, сите позиции ќе бидат обезбедени.
се договориме за чистење масовно и позади по 10 пат. Апелирам до граѓаните, до жителите на оваа населба да бидат да ја штитат животна средина, да бидат малку посовесни во однос на екологијата и да заштитиме животна средина. Спомнавте дека сте имале состанок со изведувачите на ИПА проектот за рехабилитација на канализационата мрежа. Конкретно ме интересира кога ќе биде асфалтиран делот на улицата 11 октомври, бидејќи вчера имаше случај автомобил упаднал во тој дел, бидејќи е блокиран некако влезот на градот на тој дел од сообраќајницата. Тоа беше првата точка од работниот состанок. Тука имаме малку налегнување, проблем. Имаме уште 2 приклучници, тука немаме големи, тоа што се све колективни објекти, меѓутоа имаме големи налегнување на тлото, имаме голема дубина, така да санација на тло, бидејќи таа реконструкција, односно асфалтирање треба да има со добра потпора. Се сложиме заедно со изведувачот дека ќе го убрза тој процес на тампонирање во некои и набивање неколку слоеви и се надевам дека у ток следната недела ќе биде завршено, ќе биде пуштена таа трака. Знаеме дека краткиот семафор на десна страна ствара огромно загрозување, особено во овие летни горештини и нервози и нетрпение кај граѓаните и возачите. Тоа е така, летниот период е прикладен за изведба на инфраструктурни подземни инфраструктури, бидејќи зимниот период не е добар и не се работи, така да баш овој период сме сега. Меѓутоа се надевам дека таму имаме сега премостување преку аутопатот, меѓутоа тој дел е завршен и има услови за асфалтирање на 11 октомври. Благодарам. Уште едно прашање, не може пијаде кога ќе